Добар ден. Точно еден месец од поплавите до денеска, оваа држава се уште нема конечен биланс на жртвите, за кои што знаеме дека се најмалку 23. Ниту една институција не ги отфрли неофицијалните информации за неколку пати поголема бројка на загинати. Не се знае бројката на исчезнати. Граѓаните се уште не може да го вратат животот во нормала. Еднократната парична помош за семејствата на загинатите се уште не е исплатена, а голем број од поплавените се уште го немаат примено ветениот аванс. Голем дел од поплавените жители живеат по соседи, по роднини, без елементарна покуќнина. Со поплавите всушност по цело се исплива на виделина неодговорноста и неспособноста на власта на Никола Груевски и Коста Трајановски во најсурова форма, со ужасни последици. Повлече со себе животи на бебиња, на деца, на невини луѓе. За невремето не предупреди ниту една од државните институции. Обиколницата кај Стајковци кобната вечер не беше затворена за сообраќај. Затоа многу граѓани останаа заробени во своите возила, без помош, и затоа имаше и загинати. Следните денови единствено функционираше ајфонот на Груевски, кој замислуваше дека глуми во реалити шоу. Додека семејствата на загинатите не можеа да дојдат до телата на своите блиски во капелата во Бутел, бидејќи не им беа издавани документи. Не беше испочитуван ниту протоколот на Интерпол за идентификација на жртви настрадани во катастрофа со земање на отпечатоци и ДНК анализа. Потврдија институциите што ние граѓаните ги плаќаме за да не штитат. Затоа одговорност мора да има и ќе има. По 11 декември доаѓа одговорна влада која што парите на граѓаните нема да ги расфрла за тркала и пиратски бродови, туку ќе изгради систем за заштита од поплави. Ќе се грижиме исклучиво за потребите на граѓаните. Ви благодарам по велите прашања и само на крајот би ве повикал по завршувањето на оваа пресконференција да појдете со мене и со екипата на нашите активисти да ја утврдиме реалната состојба која што владее во Стајковци, да посетиме неколку од семејства кои што се уште немаат примено никаква помош, со цел да јавноста во Македонија биде запознаена за што всушност станува збор се уште еден месец после поплавите, а не за нивните реклами на телевизиите кои што ги гледам. Ви благодарам. Да свртаме на прашање тука на списоците што се за обештетување. Не има на списоци. Ниједна банка нема пари за тоа. Сите банки ги пошетаме, во ниједна банка нема пари. Вика кај нас не сте, на список кај нас не сте. Кај може да биде тоа? Меѓу другото, денеска за тоа сум и тука, еден месец после поплавите, да укажеме дека она што го гледаме по телевизиите, всушност и не е вистина, да кажеме дека вие како граѓани на Стајковци немате примено помош, дека проценката што викаа дека е завршена, не е завршена, и јас и затоа ги повикав камерите да дојдат со мене, да ја видиме реалната состојба во Стајковци. Ние сме секој ден тука. Оноку колку опозиција, колку што можеме помогнеме, помагаме. Ово е еден начин да ја разбудиме заспанава власт, да конечно разбере дека треба имено, ама паричните средства владата требаше ги префрли. И авансите и за неповратна помош и апсолутно 80% тоа во добар дел не се префрлени парите, се сложувам. Баш затоа сум тука да укажеме на таа состојба со цел заспаниве да ги разбудиме. Да конечно почнат да работат својата работа, а не да не лажат по телевизија дека овдека е се во ред. Еве сме заедно тука. Тука не е во ред.